Еве не назад во студиото 127 на Сител телевизија на 14-тиот спрат, нели? Врвиме понатаму со нашата емисија Опуштено, наши вечерашни гости Тања, Владче и Деана или Татјана. Тања, молим те, тоа ми е. И Деан. Дејана. Има ли нешто што не ве прашав, а што сакавте да го кажете, она што сакате да го порачате некому, на гледачите? Не ме праша што не би направиле никогаш во животот. Еве, ајде да те прашам, што не би направила? Па цел ден мислев што да ти одговорам баш. Што не би направила ти никогаш во животот? Ништо не смислив. Нема нешто што не би направила. Значи, имаш излезено во Австралија, Америка, Канада до сега? Не. Би сакал да направиш една турнеја таму, Па да, нормално би сакал. Новица одиме октомври. Во Австралија? Да, баш денови ги подпишувавме. Земете не да ви носиме куфери со тя. Или постигнете не. Кидеме као Стефан и Петар. Малите ни се ова, не знам што им стана. Од клима во австралиска клима. За 2 дена. Ке ги женам овде децата. Значи има нешто што не те прашав. Јас сум 23 годишен дечко и јас би сакал... Јас години има, виж? Девојки многу сакам, би пробал од сите по нешто. Да, исто, Тоа е. така? Да. Какви девојки сакаш, Владче? Па секакви ќе видиме. Нека дојдат, ќе направиме кастинг. Да? Да. Кај ќе се одржува кастингот Па простори? во 127. Во 127-то студио. Добро, ако нема некое друго Со снимање. овие 48 камери. Как? Слушај, тоа што ми кажа пред. Слушај, не сум бил уште гостин кај нашите селеници од Канада, Австралија, но би сакал и мислам дека за година-две која ќе имам која ќе имам уште повеќе од моја музика, која што ќе ми ја пласирам таму, ќе ја знаат, ќе ме поканат и ќе бидам гостин таму. Си купиш стан. Твојата музика да пееш нешто народно. Да. Пошто ке бара. Имаш нешто што сакаш да го порачаш на гледачите, на твоите фанови? Па не, да работат. Јас секогаш им зборам да бидат креативни, да оставаат нешто позади себе, ако се музичари да снимаат што повеќе музика, ако се уметници нека цртаат. Ако сакаат да учат, нека седат, нека учат, нека завршат 10 факултети, само нека работат нешто. А, ако се дркаџи, што да прави? Цел е тоа да прави. Тој сака ништо не работи. Дејана, има нешто што тебе не те прашав, а сакаш да го кажеш? Па нема ништо посебно. Па те петичи. Па си кажав, да. Убаво си поминав. Ми кажа, леле, кај кидеш кај тоа емисија, што ќе те прашуваат, нели ти е страв, Јас ги прашања. Тони у емисија, пошто он едно време го вади и тепа. Еден луд, будала. Луд, педер. Да, али ја не се исклучи. Месаро. Не, Владче не се плаши, Стисни се вака. Стисни се вака. Да довршиш, извини. Повелете толку? Па толку што. Сека должиме Што, ќе се тука, ќе се пегаш? правам паметно. Не се прави паметно. Иди. И јас нема да должам. Ја бев плавуша едно време. Имам еден вид за плавуши, сакате? Сакате. Да, сега затоа што не сум плавуша, ќе го кажам. Седат 2 плавуши. Ама не за ова. 3 плавуши. 2. 2 се, не една. Седат 2 плавуши на концерт и едната вика на другата, ова што пене? И вика, чека нека се сврти, ќе видам. Не, како беше? Накај црнки ми фрлаат. Како беше ние кога сакаме да се насмееме, порано вака правиме. Да. Ја дигаш. Ја дигаш, па да не смеам да ја дигнаш. Доле езерце ми се направило. Многу сум пљукал, брат. Јас да ги поздравам само гледачите од Пела Роса, Монтенегро, Пела Кафе и Промес, драги мои помагателите, Хотел Мрамор, модното студио Црнокак, Ивана Атанасовска, нашиот шминкер, ресторан Домо Ред Карпет, Автомото клиника Манџар, дневниот вестник вечер и специјализираното списание за угостителство Бар Код. Вам да ви посакам многу среќа во животот, тебе уште многу турнеи во Австралија и трето детенце и нека биде една керкичка принцезичка која тебе ќе ти го олесни животот со оние 3 шилјокурандера дома, така викаат кумано, шилјокурани. Тебе да ти посакам да снимиш уште албуми да стојат пред тебе и да заминеш во Австралија. Па, ако ти зајаде, брат, ти ако си паметен, не би се ни враќал. Апсолутно.
и еден ден да изиграме некоја представа заедно. Чекај по грбот само. Тоа реков на самиот старт, многу би ми било мерак да заиграме нека представа заедно, па еве нека бидат и филмови. Тебе, Дејана, да ти посакам да си фатиш дечко. И тоа што поскоро, за да видиш како е, како име на другите. Сум видела, тоа е нешто што сакам да го искусам во животот. Да. Да. Не знам дечко. Зборите ја ќе куцам. Да. И така, може да си фатам некој дечко. Да ти посакам 6 песни да станат 60. Најмалку минимум. Нека бидат тоа многу албуми, да ти посакам долг живот, убав среќен, убава, прекрасна кариера. Ако ми затреба правник, бидејќи јас сум постојано под ударот на законот, дали смеам да ти се обратам тебе? Апсолутно. Апсолутно. Еве си фатив и адвокат, драги мои. Вас да ви посакам убав викенд. Македонци, множете се. Пари за трето дете никој не дава без заеб. Пари да се дало, ало, луѓе. Ајде, семе го. Чао, чао. Чули за Майкла Джексона, бе? Чуве. Неверојатно. Јадни деца кои ќе се секира за нива сега. Кој ќе ишета Луна парк? Да, кој ќе ги успива. Каде? Кога ќе тушим сега? Ајде да ги видуете. Не ви чилеше, еве ви го сак. Еве ви го сак. Душмани. Мајки. Веро, собери се, озбилно, тушна работа. Абе, знаеш нека беше... Тубу ги стеја, бе, мајка. Абе, на корак беше да побели, човек. Евега сега и бел. Нос му испадна од... Модар, ќе се направи. Веро, на гробишта за црнци или ќе ga закопав njega? Не на еврејско гробје, бе. Веро, патичне си тужна. Некако те гледа. За кога, бе? За Джексона. Како не сум тужна. Еуфорија, бе, мајка, Веро. Стварно? Съвзем ми се, маци. Who's bad? А? Who's that? Who's Ке that? ме обтужи цела македонска јавност. Ке ми се наљутив за Майкла. Who's bad? Ајде, who's that? И тој, на кога ќе го остави тој, како ga викаше тој, Дизниленд ќе го? Дизниленд? Да. Некој дете да си игра. О, на Прицела. Ќе се одјавим, ајде одјави се кажи нешто. Чао. Чао! Чао.